Според податоците на статистичката агенција Focus to Move, со најмногу продадени нови автомобили минатата година може да се пофали Volkswagen Group. Автомобилскиот гигант има реализирани 10.102.036 нови автомобили, што е за 1,4% повеќе во споредба со 2015 година. На второто место на табелата се подредува Toyota Motor со 9.947.416 и раст од само 0,2%, а на третото е Renault Nissan со 8.513.050 единици и зголемување во реализацијата од 6,2%. Во топ 10 кај автомобилските групи влегуваат уште Hyundai и Kia со 8.175.871, GM со 7.972.400, Ford со 6.295.636, Honda со 4.906.685, FCA со 4.864.390, PSA со 3.248.108 и Suzuki со 2.855.573 единици. Модерните дизел автомобили произведуваат 10 пати потоксично загадување на воздухот во споредба со камионите и автобусите, покажува новото европско истражување. Имено ова испитување на Европската унија, кој ги споредува емисиите на лесните автомобили со оние на камионите и автобусите во реални услови на патот, покажува дека тешки товарни возила, тестирани во Германија и Финска, испуштаат 210 милиграми на километар азотен оксид, а дизел автомобилите кои го задоволуваат стандардот Евро 6 до 500 милиграми на километар. Автобусите и камионите имаат поголеми мотори со поголема потрошувачка на дизел за километар. Тоа значи дека лесните автомобили произведуваат 10 пати повеќе азотни оксиди на литар гориво. Официјалните тестови на Европската унија за автомобилите се ограничени на лабораториски испитувања на прототип модели. На позадината на тоа, тестовите на камионите и автобусите се задолжителни од 2013 година и случајно избрани модели можат да бидат дадени на тестирање во реални патни услови во секое време. Така, режимот кај тешки автомобили е многу затегнат и соодветно резултатите подобри. Шокантната разлика во емисијата на азотни оксиди се должи на тоа дека во Европската унија има многу строги барања на тестовите за камионите и автобусите, отколку кај патничките автомобили. Европската здравствена комисија во контекст на ова додаде дека загадувањето со азотни оксиди е одговорно за десетици илјади случаи на предвремена смрт на континентот. За прв пат во 2016 година луксузните брендови кои нудат модели во средната класа на пазарот во Европа успеа да постигнат подобра продажба од традиционалните учесници во овој сегмент. Накратко, Ауди, БМВ и Мерцедес се справија подобро од своите ривали, кои нудат ценовно подостапни модели, но во последните години беа пред предизвикот поради резултатите дали има смисла да инвестираат во модели од средната класа. Но се чини и овде се покажа дека домашниот ЕСАП не е секогаш ист со оној на пазарот. Во 2016 продажбата на автомобили во горната средна класа во Европа од премиум брендовите се зголеми за 8% до 652.000 автомобили до крајот на ноември. Во исто време продажбата на моделите на традиционалните производители се зголеми само за 1% или 582.000 примероци. Информацијата на Yato Dynamics е дека речиси е сигурно кога ќе имаме исти резултати и по декември, бидејќи се очекува да се задржи истиот тренд што ќе даде уште подобро представување. За жал, според аналитичарите, продажбата на масовни модели од средната класа, како
VW Passati, Ford Mondeo страдаат и од миграцијата на клиентите кон SUV модели и кросоверите. Има и уште нешто, германските премиум марки ја проширија гамата во средната класа и веќе не се ограничени со производството на седани и каравани. Меѓувреме постојат компании кои се откажаа од присуство на овој пазар, како Fiat, Honda и Nissan. Растечките долгови на Fiat Chrysler Automobiles предизвикаа шпекулации дека шефот на компанијата Серџо Маркионе може да го убеди бордот на директори на очајнички чекор, продажба на барем една од марките под капата на FCA, Алфа Ромео или Масерати, или пак двете. Обврските на FCA се веќе речиси над 7 милиарди долари, а гамата на поединечните брендови на компанијата не дава многу надеж за подобри времиња. Fiat располага само со 500 и 500X, како и со неколку локални модели од типот на новиот Tipo. Lancia практично веќе не постои, освен ако не сте италијанец кој е решен да си купи Y. Алфа Ромео води битка да наметне нови модели. Giulia е веќе факт, доаѓа кросоверот Stelvio, но брендот има да исплати 1 милиарда долари инвестирани во развојот на новата платформа Giorgio. Американската поделба од FCA исто така не стои кој знае колку подобро. Chrysler се одржува жив со субвенции од матичната компанија. Ram Truck заостанува во битката со моделите на Ford и General Motors, а представувањето на Dodge во одделните пазарни сегменти не е доволно добро. Во Америка највредното богатство на FCA е Jeep. Дали сепак продажбата на два од легендарните италијански брендови ќе биде доволно за спасение на FCA? Според списанието Forbes, токму тоа е решението, за да бидат покриени долговите на компанијата, а интересно е дека оваа идеја доаѓа од инвестициската компанија Evercore ISI, која неодамна ја промени оценката за FCA од негативна во позитивна. Неочекуван оптимизам се појави и во анализите на Morgan Stanley, каде што се очекува до година FCA да постигнува профитни маржи повисоки од оние на Ford. Нема сомневање, саимската манифестација за потрошувачка техника во градот на Комарот во Лас Вегас прераснува во вистинска мека за врвните технолошки достигнувања на планетава. Кога технолошкиот саем Consumer Electronics Show започна да се одржува пред точно 50 години, малкумина можеа да замислат дека настанот за транзисторски радија и црно-бели телевизори на крајот ќе се зголеми до таа мера и ќе опфати десетици индустрии, од камери и уреди за дома до автомобили и луксузни бродови. Дека ова е вистински магнет потврди и фактот дека јубилејниот CES 2017, шетајќи меѓу павилионите со штандови на околу 3800 компании, се најдоа над 200.000 посетители. Ова е доказ за тоа колку распространета стана технологијата, желбата да се понуди најдоброто и највредното, постирајќи ја денешницата со апликација на иднината. Инаку треба да напоменеме дека шоуто се одржа за прв пат во 1967 година во Њујорк со вкупно 117 изложувачи и 17.500 посетители. Саемот одамна не е само место каде се собираат представници од технолошкиот сектор, туку и други кои се модернизираат неверојатно брзо, пратејќи ги современите светски трендови, меѓу кои и оние од автомобилската сфера. На овој собир се најдоа дури 138 компании поврзани со автомобилскиот сектор. Нивниот број е значително поголем во споредба со пред една деценија, кога за прв пат се појави General Motors.
Chrysler и Panasonic Automotive Advanced Engineering на сајмот за електроника во Лас Вегас го представија прототипот на футуристички миниван Портал. Автомобилот има модерен и технолошки интериер, нуди доволно простор и високо квалитетна изработка, користејќи напредни системи од сензори, комбинирани со високи компјутерски технологии. Портал може да се движи апсолутно автоматски со соодветни баратање на стандардот SAE Level 3. Компанијата Faraday Future го представи својот прв модел кој представува електричен кросовер со моќ од 1050 конски сили, кој може да помине растојание од 700 км со само едно полнење. Вкупната должина на кросоверот е 5,2, широчината му е 2,28, а висината 1,59 метри. Меѓуоскеното растојание достигнува 3,6 метри. Автомобилот е изграден на модуларна платформа, независно развиена од компанијата Faraday Future. Електромобилот е опремен со адаптивна суспензија и со така наречена контролирана шасија. Коефициентот на воздушен отпор е еднаков на 0,25, а за споредба ќе кажеме дека кај Toyota Prius и Tesla модел S овој показател е 0,24. Кросоверот е опремен со 4 електромотори на кои системската моќност е 1050 конски сили, а максималниот вртежен момент изнесува 1800 ньютон метри. Електричните мотори се напојуваат од комплет литиум-јон батерии со капацитет од 130 киловат часови. Со возилото се нуди и домашен полнач кој работи на 110 или на 240 волти. Во топ изведбата FF91 се полни за 4,5 часа. Инаку автомобилот може да се полни од сите достапни станици за полнење во светот. FF91 располага со автономно управување, вклучувајќи 10 камери, 12 ултразвучни сензори, 13 специјални радари и еден оптички далекомер лидар. Јапонскиот производител Toyota го представи својот нов концептен модел со името Concept E. Возилото има необичен дизајн, дело на студиото Calty Design Research Toyota. Прототипот е опремен со систем за вештачка интелигенција Юри. Технологијата соработува со возачот и постојано се усовршува и прилагодува според неговите желби и преференции. Например, возилото може да запамети правци, да најде место за паркирање или да избира поудобна опција за доаѓање на одредено место. Покрај тоа, системот ја следи здравствената состојба на возачот, како и неговото расположение. Машината не располага со инструмент табла и сите информации ги проектира на предното ветробранско стакло. Концепт И може самостојно да го менува осветлувањето во внатрешноста, а исто така и да пренесува кратки пораки до други учесници во движење. Системот за автономно движење на возилото може да се активира во секој момент. Во случајот Концепт И да го преземе управувањето, Юри го активира системот за дополнителен совет за олеснување на компјутерот. Покрај емотивниот робот автомобил на Toyota во градот на игрите на среќа, доживеа премиера и концептот Honda Neo V, како поглед во иднината во која што автомобилите комуницираат меѓусебно и со инфраструктурата со цел да се избегнат сообраќајниот метеж и незгодите. Покрај тоа, Neo V, кусо од New Electric Urban Vehicle, има подготвено нови видови забава за патниците, а Honda има решение и за тоа како сопственикот да профитира во времето кога не го користи возилото. Сопственикот може да профитира од својот НУВ со тоа што ќе им го изнајмува на други корисници во слободното време или поточно возилото автоматски ќе се изнајмува. Кога сопственикот ќе пријави дека возилото е слободно, регистрираните корисници добиваат известување преку мобилна апликација. Преку дигитален клуч, корисникот добива пристап за управувачот. За секое изнајмување на возилото, сопственикот добива надомест. Профит може да се оствари и кога возилото ќе се приклучи во електричната мрежа, за енергијата во батериите да се врати во мрежата во периодите кога истата е преоптоварена и возилото мирува. Во целиот концепт е мощно згодно и тоа што Honda NUV располага со автономна технологија, што значи дека возилото може самостојно да се врати назад до сопственикот, кога регистрираните корисници ќе го остават возилото.
Меѓу најинтересните премиери за време на CES 2017 во Лас Вегас беше само балансирачкиот мотоцикл на Honda, создаден врз основа на моделот NC750S. Освен што стои сам без држачи, тој може да го прати својот собственик со мала брзина. Модифицираниот NC750S е двоцилиндарски мотоцикл тип Naked, во која е употребена автоматската трансмисија со двојна спојка на Honda. Системот за самобалансирање не користи големи жироскопи, бидејќи тоа би придонело за доста килограми во вкупната маса на мотоциклите и ќе го ограничи маневрирањето, односно се работи за многу посовремена технологија. За жал не се откриваат детали околу начинот за самобалансирање, но по се изгледа дека за тоа се користи електронски моќен систем кој прави лесни движења со предното тркало. Овој начин на балансирање е добро познат од мотоциклите од тркачки тип ендуро и триал. Мотоциклот може да работи во режим на автоследење на возачот, слично на тоа како кога куќето го следи својот домаќин за време на прошетка. Концептниот мотоцикл за време на саемот доби 3 награди Best Innovation и Best Automotive Technology од официјалниот партнер Engaged, а престижното издание Popular Mechanics му го додели признанието Editor's Choice Awards. Компанијата Suzuki официјално ја представи новата генерација на компактниот хетчбек Swift. Прикажана беше верзијата на моделот за Јапонија, а премиерата на глобалната варијанта на моделот ќе се одржи за време на автомобилскиот саем во Женева во март. Димензиите на хетчбекот се должина 3840, ширина 1695, висина 1500 и растојание помеѓу двете оски 2460 мм. На овој начин Swift е за 10 мм подолг и за исто толку помал од својот претходник. Меѓу
Ускиното растојание кај новиот модел е зголемено за 20 мм. Во зависност од модификацијата, тежината на возилото се движи меѓу 860 и 960 кг. На јапонскиот пазар новиот Swift излегува со избор од 3 мотори. Основната верзија се потпира на 1,2 литарски бензински атмосферски мотор со 4 цилиндри кој развива 67 конски сили. Тој работи во комбинација со 5 бензински мануелен менувач или со варијатор. Хеџбекот ќе биде достапен и како делумен хибрид или милд хибрид, кој го вклучува истиот овој 1,2 литарски мотор во комбинација со електромотор со 3,1 конски сили или 50 ньютон метри. Тој се активира при нагло забрзување, а може да собира енергија која се акумулира при сопирање. За оваа модификација е достапна само варијаторна трансмисија. Топ верзијата доби 1 литарски мотор со 3 цилиндри од семејството Booster Jet. Тој нуди 102 конски сили и 150 ньютон метри вртежен момент, а може да работи со 6 брзински автоматски менувач. Оваа опција се нуди само со преден погон, додека за другите две модификации е достапен и систем на 4 тркала. Во опремата на моделот влегуваат LED главни светла, камера за рикверц, парктроник, систем за контрола на лентата за движење, мултимедијален систем со екран на допир, Apple CarPlay и Android Auto. Kia ја представи третата генерација на малиот модел Picanto или ако сакате Kia Morning на некои пазари. Автомобилот е со ревидиран екстериер и целосно нов интериер. Деби на автомобилот е закажан за време на автосалонот во Женева оваа пролет, додека корејската премиера ќе биде кон крајот на овој месец. Новата Kia Picanto доаѓа со еволутивна, а не револуционерна промена на надворешноста. Машината добила малку поагресивен изглед и стои на патот подинамично од претходната опција. Светлата се проекторни со LED како опција. Новина се оние за магла, монтирани во големиот централен отвор на предниот дел, над кој е корпоративната маска. Автомобилот ја зачувал должината од 3595 мм, но е зголемено меѓу оскиното растојание за 15 мм, што би требало да обезбеди малку повеќе простор за нозете на патниците позади во кабината. Намалени се пропустите на каросеријата напред и назад и додадени се карактеристични странични линии. Позади светлата се во C форма со LED додатоци, а има и спортски елементи и хромирани ауспуси. Внатрешноста е тотално преработена и е во тон со дизајнот на последната генерација поголеми автомобили на Kia. Во споредба со претходниот, сега елегантен и посовремен. Инструменталната табла е во црно со сребрени апликации. Нови се вентилацијските отвори, осветлувањето му е во црвено. Постои можност за централен дисплеј со екран на допир, тип таблет за управување со инфотејмент системот, а управувачот е спортски со 3 краци. Детали за погонските групи и новите технологии следат дополнително. Jana Rally Design 1 се појави како прототип во Дубај во текот на 2016 година и успеа да ги освои срцата на фановите на спортските модели, како оние од 60-тите години на минатиот век. Современиот двосет е управуван од V6, има импресивна динамика и цената ќе изнесува $55,000 без даноци, такси и вредности за испораката. Премиерата на Design 1 се забави поради додавањето на хардтоп покрив од карбон влакна кој ќе се испорачува како екстра, како и некои подобрувања во предната суспензија. Пазарното представување на моделот во Америка требаше да е во ноември, но беше одложено за 2017 година. Кабриолетот и купето ќе се нудат со каросерија од фиберглас или карбон, а и во двата случаи погонот е доверен на 3,5 литарски V6 атмосферски мотор кој доаѓа од Nissan. Трансмисијата е преку 6 брзински мануелен менувач кој ќе има тешка задача
задача да префрли 304 конски сили и 371 ньютон метри вртежен момент кон задната оска. Забрзувањето од 0 до 100 км на час ќе е за 4 секунди, а максималната брзина ќе биде 220 км на час, што се показателите за родстер, но кај купето се очекува да се исти. Джанарели е нов бренд со седиште во Дубај, основан е во декември 2015, чиј собственик е Equitation Composites LLC. Зад компанијата стои дизајнерот Антони Джанарели, кој ги создаде Ликан Хиперспорт и Фенир Суперспорт. Другиот кособственик на брендот е Фредерик Жулио, кој е шеф на Equitation. Германскиот производител BMW работи со полна пара на обновувањето на моделите i3 и i8, чии нови верзии ќе бидат прикажани во почетокот на следната година. Главната новина кај BMW i8 ќе биде помоќниот нов агрегат. Хибридното спортско купе и сега користи како основа 1,5 литарски турбодвигател од Mini John Cooper Works, кој развива 231 конска сила, но за обновената изведба моќноста ќе биде зголемена за 15 конски сили, што ќе го подобри забрзувањето од 0 до 100 км на час. Сега тоа изнесува 4,5 секунди. Автомобилот ќе добие и нов сет батерии. Тие ќе бидат истите кои ќе се вградуваат и на обновеното BMW i3, а тоа гарантира дека транзицијата со едно полнење и кај двата модели ќе се зголеми за околу 50%. Во моментов i8 со наполнети батерии и полн резервоар поминува околу 530 км. За време на овогодинишната специјализирана изложба за електроника CES во Лас Вегас, Карлос Гон, извршен директор на Nissan, понуди нови и интересни детали за идниот развој на автономните технологии на брендот. Nissan Intelligent Mobility е поврзана со интегрирање на технолошки решенија базирани на развој на NASA за безпрекорно воведување на системи за автономно управување во автомобилската индустрија. Со нејзина помош од Nissan гледаат можност за побрзо воведување на автономното управување во секојдневниот живот. Се залагаат и за интелект за донесување одлуки во сложени и непредвидливи ситуации. Гон објави детали исто така и за проектот на Renault-Nissan Alliance, според кој Nissan и јапонската интернет компанија Dena ќе започнат тестови на целосно автономни автомобили наменети за употреба во комерцијалниот сектор. Првите тестирања ќе започнат оваа година во Јапонија, а до 2020 се очекува да започне нивната примена во градскиот транспорт на Токио. Новиот концепт BMW Inside Future, кој беше представен на шоуто CES 2017 во Лас Вегас, нема ни врати, ниту прозорци, а тоа е направено намерно, бидејќи намената му е да ја покаже внатрешноста на идните машини од Минхен. Токму врз интериерот е насочен главниот развој на дизајнерите и тој изгледа прилично лаконски и спартански. Огромен екран на течни кристали е распнат речиси по целата должина на таблата. На него се евидентираат податоците од инструментите, оние од навигацијата и индикациите за работа на автоматски режим. Главната новина во концептот е специјалниот холографски дисплеј за мултимедијалните системи. Тој емитува слика која виси во воздух како холограм. Управувањето на менито се случува со помош на гестови или со гласовни команди. Другата интересна новина е употребата на технологијата BMW Sound Curtain. Тоа е вид на звучна завеса која им овозможува на возачот и патниците да слушаат различна музика и пораки благодарение на индивидуални звучници во потпирачите за главата и на седиштата.
Компаниите Audi и Nvidia представија прототип на беспилотен кросовер Q7 со вештачка интелигенција. За оваа цел прототипот е опремен со неколку камери кои ги снимаат активностите на возачот, а потоа системот ги споредува реакциите на возачот во дадена ситуација. На овој начин програмата се учи како сама да управува со возилото и да ја препознава ситуацијата на патот. Заедно со тоа концептот доби и дополнителна камера од 2 мегапиксели во предниот дел, а информациите од неа се обработуваат од процесор развиен од компанијата Nvidia. Тој е одговорен за управување на системот за време на автономното движење. За демонстрација на можностите на автомобилот беше избран затворен полигон на кој беше тестиран во различни реални ситуации. Ford Motor Company имаше јавна премиера на новата генерација на прототипот на Fusion Hybrid, опремен со систем за автономно управување, кој користи модифицирана технолошка платформа на својот претходник, но инженерите интегрирале поголема компјутерска моќ со помош на нови борд компјутери. Hyundai Motor ги демонстрираше најновите достигнувања во областа на интелигентни технологии, вклучувајќи ги и новините во автономното управување и поврзување меѓу возилото и домот или канцеларијата. За време на саемот за електроника CES во Лас Вегас, Hyundai представи визија за паметна куќа во која е интегриран автомобил со автономно управување. Според имагинацијата на дизајнерите, внатрешноста на автомобилот станува дел од внатрешната станбена површина, а мултимедијалниот комплекс на возилото се користи наместо домашните аудиовизуелни уреди. Концептниот развој е прикажан во рамките на проектот Mobile Vision и представува постоење на посебно место во домот за интеграција на возилото, при што во интериерот на куќата има директен пристап до внатрешноста на возилото, а кабината му останува надвор. Освен тоа, беа представени неколку нови концепти како екзоскелет, кој е во состојба да помогне значително за слободното движење на инвалиди. Потоа Ioniq скутер кој може да се смести во вратата на електричниот автомобил, како и Healthcare Cockpit која има за цел да ја подигне и подобри соодветно работоспособноста или релаксација за време на пат. Традиционално на првиот ден од салонот во Детройт, жирито за избор на автомобил, SUV и мултифункционален модел на Северна Америка ги објави имињата на носителите на титулите за 2017 година. Во главната категорија победник стана целосно новиот и 100% електричен модел Chevrolet Bolt, откако ги надмина според гласовите другите два номинирани кандидати Genesis G90 и Volvo S90. Новиот Chrysler Pacifica го освои признанието кај SUV моделите во конкуренција со Jaguar F-Pace и Mazda CX-9, а новата Honda Ridgeline беше избрана за најдобра при универзалните изведби, надминувајќи ги Nissan Titan и Ford F-Series Super Duty. Chevrolet Bolt, кој беше лансиран на американскиот пазар на крајот на годината, нуди слободна автономија од 238 милји или 380 километри ера метод, а цената му е $37.500 без различните дополнителни државни субвенции, кои може да достигнат до $7.500. Електричниот погон е доверен на ефикасен електромотор со 200 конски сили, 360 Нм, литиум-ионска батерија од 60 киловат-часови и голем број на високотехнолошки системи, вклучувајќи ја и Electronic Precision Shift трансмисија. Во идната емисија ќе ви ги пренесеме сите збиднувања и интересни моменти од преку океанот, од првата светска автомобилска смотра која традиционално се одржува во првите денови од годината во Кобе центарот во Детройт.